Не постои застареност на предмет кој е веќе даден во постапка на извршување, откако предметот ќе се поднесе кај извршител не застарува, ако лицето нема никакви средства за плаќање, не работи, нема ништо на негово име, и нема од каде да се наплати долгот, ќе раснат само каматите на долгот. Во случај некогаш тоа лице да има приход на негова трансакцијска сметка, извршителот ќе пристапи кон извршување на тој приход, секако доколку не станува збор за приходи кои што се иземени од извршување. Доверителот има право во оставинската постапка да бара оставина, значи имот кој што останал од покојникот или имот кој што му припаѓал на покојникот во време на смртта, која ќе биде одвоена од имотот кој што им припаѓа на наследниците. Например, ако покојникот за себе оставил автомобил, куќа, мебел, накит, уметнички предмети, доверителите имаат право да бараат наплата на долгот од тој имот. Во тој случај, наследникот или наследниците не може да располагаат со имотот што останал од покојникот, се додека доверителите не се наплатат. Важно е да знаете дека во ваков случај доверителот може да ги наплати своите побарувања само врз основа на имотот што останал од починатиот, односно нема право да бара од наследниците да го отплатат долгот без разлика дали е вредноста на имотот помала од износот на долгот. Постои втор случај каде што доверителот може со наследниците да се договори за плаќање на долгот. Во овој случај важно е да знаете дека наследниците не можат да бидат одговорни за долгови кои се поголеми од висината на наследениот имот. Ова значи дека ако се наследат средства помалку од вредноста на долгот кон доверителот, наследниците не се должни да го исплатат целиот долг од вредноста на имотот. Во случај кога покојникот зад себе не остава имот, доверителот ќе се обиде да договори наследникот што ќе го отплаќа долгот, но законските наследници во овој случај може да се откажат од наследувањето и во тој случај нема да бидат одговорни за долговите. Согласно Закон за собственост и други стварни права, наследникот одговара за долговите на оставителот до висина на вредноста на имотот кој што би требало да го наследи, а наследникот кој што се откажал од наследство не одговара воопшто за долговите на оставителот.